Добар ден, мои најдраги ученици, и добро дојдовте во училница. Моето име е Сејхан Јашаров и работам како наставник по англиски јазик во основното училиште Браќа Рамис и Хамид во општината Шуто Оризари. Ова лекција е по англиски јазик и наменета за прво оделение. Денеска ќе научиме нови лексички единици или нови зборчиња. Animals, животни, singular и plural, еднина и множина. Pets, миленици. Do you like? Дали ви се допаѓа нешто? И за крај ќе ви прераскажеме на story или приказна. Прв слайд денеска. Дечиња сакам да ги научиме следниве животни. A cat. Cat. Dog. Dog. A parrot. Parrot. A horse. Horse. Pig. Pig. Duck. Duck. Cow. Cow. Следно ќе говориме за pets или домашните миленици, singular и plural, еднина и множина. Како што може да видите, ученици, на левата страна имаме едно маченце и едно кученце. Кога се сами, вака, тоа се вика еднина. Зашто еднина? Затоа што има едно, или на англиски singular. Кога имаме две или повеќе маченца, во англискиот јазик за множина се додава буквата С на крајот на зборот и се добива cats. Ајде да ги изброиме. 1, 2, 3, cats. Одлично. Имаме one dog и plural или множина од dog ќе биде 1, 2, 3, 4, 5 dogs. Do you like? Дали ви се допаѓа? На оваа слика дека имаме конјче. Конјче на англиски се вика horse, а кога имаме две конјчиња, тоа е множина или plural и се вика horses. Okay. Do you like horses? Одговорот на ова може да биде yes, I do или no, I don't. Yes, I do значи да, ми се допаѓаат. No, I don't. Не ми се допаѓаат. Do you like cows? Yes, I do. Или no, I don't. Do you like parrots? Можеме да кажеме yes, I do. Или no, I don't. Do you like pigs? Yes, I do. И можеме да кажеме no, I don't. Одлично. Следно, од вас, ученици, барам да извадите тетрадка без линии, моливче, гума и боички и сакам да го нацртате вашиот миленик и истиот да го боите. За таа задача ќе одвоите 5 минути. Почнете. Завршивте? Одлично. Следно, ќе ве прераскажам приказката за мачорот и звончето. The cat and the bell. Once upon a time, there was a cat. A very, very quiet cat. So quiet. He would sneak ever so quietly around the house. So quietly. Еднаш одамна си беше еден мачор. Многу тивок мачор. Толку тивок, ке се провреше толку тивко околу куќата. Толку тивко. Then suddenly he pounced on a poor mouse. И наеднаш се накостреши на кутрото глувче. All the mice in the house were so scared of the quiet cat.
So, one day, while looking out their door, they had a meeting. Сите глувци во куќата беа толку исплашени од тивкиот мачур. Еден ден се состанаа пред нивната порта. We can put a bell on the cat to know when he's coming. Можеме на мачурот да му поставиме звонче, за да знаеме кога ќе дојде. We can put it on the collar, but how? Можеме да го поставиме звончето на ремен. Но како? I know! We make it a birthday present. И јас знам како. Ќе го дадеме како роденденски подарок. All of the mice took a large bell and put it on the collar for the quiet cat. Сите глувчиња зело големо звонче и го поставија на ременот за тивкиот мачур. They wrapped it in a box and tied a red ribbon on it and put it near the quiet cat, so quietly. Го завиткаа во кутија и врзаа црвена машна на подарокот и ја поставија до тивкиот мачур. Тивко. He unwrapped the present and saw a big collar with a big bell. He tied it around his neck and walked around the house, making so much noise. Мачурот го отвори подарокот и виде голем ремен со големо звонче на него. Го стави наврат и прошета околу куќата, кревајки врева. Ding-a-ling went the bell with the cat proudly saying how much it likes its new present. We like your present too, said the mice, while laughing. Звонеше звончето, а мачурот гордо велеше колку му се допаѓа новиот подарок. И на нас ни се допаѓа подарокот исто, рекоа глувчињата додека се смешка. And so the quiet, so quiet cat wasn't quiet anymore. И така, толку тивкиот мачур не беше повеќе тивок.